кривична пријава против поранешни функционери и службеници во општина Сарај и град Скопје. Управата за финансиска полиција поднесе кривична пријава против 8 физички лица, како и надзорен инженер, поради сомнение за злоупотреба на службена положба и овластување, несовесно работење во службата и фалсификување или уништување на деловни книги. Пријави има за поранешниот градоначалник на Сарај, Блерин Баџети, поранешни секретари и раководители на сектор за урбанизам во општината, како и раководител на сектор за планирање и уредување на простор во град Скопје. Кривична пријава е поднесена против лицата ББ во својство на поранешен градоначалник, СШ и КК во својство на поранешни секретари во општина Сарај, АС и КА во својство на раководители на сектор за урбанизам во општина Сарај, АШ во својство на помлад соработник во општина Сарај и БШ во својство на раководител на сектор за планирање и уредување на просторот во град Скопје и ЛТ во својство на надзорен инженер за сторени кривични дела, злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 од Кривичниот законник на Република Северна Македонија, несовесно работење во службата од член 353В од Кривичниот законник и фалсификување или уништување на деловни книги од член 280 од Кривичниот законник. Истрагата покажала дека осомничените изготвувале и одобрувале план за градба со невистината содржина, а надзорниот инженер тоа го одобрил. Постојат основи на сомнение дека пријавените лица вработени во општина Сарај, иако биле свесни дека за катастарската парцела не постои донесен детален урбанистички план, со пречекорување на своите службени овластувања изготвиле и одобриле извод од план и одобрение за градба со невистините содржина, како и пресметки за надоместок за уредување на градежно земјиште спротивно на законските прописи, а надзорниот инженер извршил технички преглед на објектот и изготвил завршен извештај со невистините содржина. Според финансиската полиција, пријавените, злоупотребувајќи својата службена положба и овластување, ја овозможиле на компанијата Азра Идрис Доел од селото Глумово да се стекне со противправни имот на корис во износ од преку 1.700.000 евра.